Поддржувачите на Хади Исмаилова, истражувачки новинар во азербејџанскиот сервис на Радио Слободна Европа, денеска во Баку го извикуваа нејзиното име пред судот. Пред судот имаше полиција која ги спречи новинарите и активистите да присуствуваат на првиот ден од судењето. Судењето веднаш беше прекинато, а продолжението е закажано за 7 август. Исмаилова кариерата ја посвети на истражувачко новинарство, особено на истражување на злоупотреби и корупција сторени од страна на властите. Таа обвината за избегнување плаќање данок, вршење нелегална дејност и злоупотреба на положбата. Многу меѓународни организации го осудија затворањето на новинарката, велејќи дека тоа е политички мотивирано. Вандали го оштетиле споменикот посветен на жртвите од Втората светска војна во главниот град на Србија, Белград. Споменикот е посветен на 80.000 жртви на окупаторските нацистички сили и нивните поддржувачи во текот на војната. На споменикот со спреј се исцртани свастики, српски националистички символи и фудбалски символи. Белградскиот градоначалник го посети споменикот, додека една екипа го чистеше од графити. Грузија се подготвува за одржување на Европската младинска олимпијада на која ќе учествуваат атлетичари од 48 земји. Председателот на Европскиот олимписки комитет го посети олимпиското село во Тбилиси, каде ќе се одржува спортскиот настан од 26 јули до 1 август. Во градот беа преземени огромни градежни зафати за да се направат сите подготовки за одржување на олимпијадата. За време на надпреварувањето учество ќе земат 3800 атлетичари во 9 дисциплини. Во северозападен Пакистан обилните дождови предизвика поплави кои поплавија мостови, патишта, фарми. Во провинцијата Цитрал најмалку 3 луѓе загинале во поплавите. Десетици се повредени во Балуџистан и во Пенџаб. Поплавите предизвикаа сериозни штети и на земјоделските посеви.